На мое огромно задоволство во Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино имаме изложба од еден исклучителен уметник од Кавадарци, Горан Боев. За себе самиот кажува дека портретите му се од секогаш предизвик. Токму оваа вечер, тоа е и вечерашниот мотив на оваа изложба. За него не треба да зборуваме многу, за него зборуваат неговите дела кои што се изложени овде во нашето фоаје, па ве поканувам да ги погледнеме. Горан Боев е уметник од нашиот соседен град Кавадарци, кој е роден во 1982 година, а со сликарство се занимава од неговите најрани години. Уште од неговите ученички денови во основното образование, а покасно продолжува и како средношколец. По неговото дипломирање на факултетот за ликовна уметност во Скопје во 2005 година, тој професионално продолжува да навлегува во уметничките води. Боев дипломира на одсекот сликарство во класата на професор Благоје Миновски. Подоцна тој во 2009 година се истакнува со својот магистерски труд на истиот факултет, во класата на професор Симон Шемов. Веќе во 2011 година тој работи како зоограф во манастирот Свети Јован Крстител Бикорски. Пред македонската публика тој се има представено со 8 самостојни изложби и има заземено учество во многобројни групни изложби и ликовни колонии во земјата, а и во странство. Боев е уметник кој умее да негува повеќе ликовни правци, ликовни техники, како акрил, пастел, акварел, масло на платно и други. Денес тој е уметник со веќе изграден, свој, препознатлив, ликовен стил. Неговиот уметнички растеж допринесува да биде баран од страна на ликовната публика во теквешијата, а и пошироко во нашата држава. Горан Боев во најраниот период на неговото ликовно творештво се обидува да го негува, а истовремено со своето растење да го задржи детето во себе. Всушност, спомените од детството умешно ги пренесува на сликарските платна, метафорично представени. Како сведок на еден спокоен, безгрижен живот како дете, полн со соништа и детски илузии. Подоцна фокус на неговото внимание стануваат портретите. Нешто малку абстрактен експресионизам, но и фрескописот и изработката на иконите. За мене, најпријатни подоживувања се портретите. Дали станува збор за девојките или детето, во нив се гледа една душевност, кроткост, смиреност. Ова моје излагање би го завршила со една мисла од нашиот познат уметник Владимир Темков, кој во едно свое излагање, свое говорење на една изложба, за Боев тој вели вака: светот го има Леонардо да Винчи, а Македонија го има Горан Боев. Ви благодарам. Лековити жени во мек виолетов хор, таа и јас. Како да се преболат прашањата? Се замотувам со лековити жени. Телата се слизгаат низ острото перје на двоглавиот орел, спремен со каснување сурови висини за смрт. Ги забодувам стеклестите канџи во меката виолетова кора, на дабовиот стап го издигам во запаливи висини, гориме тој и јас како два патувачки грумена, од кои само стопена цврста грудка ќе падне на земјата. Јас пред се да се заблагодарам на Центар за култура Неготино, на директорката Виолета, на сите нели вработени овде, кои што возможија оваа изложба да реализираме. Секако на моите промотори, Марионка и Тодор, за нивните убави зборови за моето творештво, за нивната прекрасна поезија, која што навистина е освежување оваа вечер.
И секако за вашето ценето присуство овде, без кое што моето творештво не би имало смисла. Публиката ми дава голем мотив да продолжам понатаму да творам, да се трудам да дадам свој придонес во сликарството и се надевам дека ќе се дружиме понатаму почесто, ќе се гледаме на наредни изложби. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.